Гостин, како што најавив во отвореното студио на Еден телевизија, е Горан Николовски, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Добре дојдовте. Добре најдов. Благодарам на поканата. Го слушавте нашиот разговор. Она што изминативе недели, па можам да речам и неколку месеци, е актуелно. Тоа е руското влијание во Македонија, дека официјална Москва прави се за да го попречи македонското интегрирање во НАТО. Но за разлика од ова како настапуваат европските дипломати, руските методи се со своевидна пропагандна војна, со лажни вести, со создавање некаков смут, финансирање на евентуално на проруски поединци кои треба да направат насилство. Моето прво прашање е, како прв човек на Управата за безбедност и контраразузнавање, каква е безбедносната состојба во моментот во Македонија една недела пред референдумот? Една од причините што прифатив пред се да вечерва бидам гостин овдека е проценката која што сакам да ја дадам за јавноста во Република Македонија. Сметам дека наша должност е да ја запознаеме јавноста со актуелната безбедносна ситуација во државата. Затоа и веднаш прво ќе предам на одговор на тоа прашање, подоцна ќе елаборирам некои ваши тези овдека. Не постои директна закана врз безбедноста на Република Македонија. Тоа е нашата проценка, ја базираме на нашата работа, ја базираме на повеќе параметри. Мислам дека граѓаните може да бидат спокојни и сето ова што оди е во една друга сфера, во една сфера на поголеми геостратешки интереси, каде што Република Македонија треба само да ги следи своите интереси. Инаку што велите околу руското влијание... Еве да го цитирам прво, пред неколку дена, американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис, пред неговото доаѓање за Вашингтон Пост, изјави дека нема сомнение дека Москва финансира проруски трупи во Македонија со цел неуспех на референдумот за името. Исто така, изјава имаше генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг. Тој исто изјави дека Русија се обидува да го попречи приклучувањето на Македонија во НАТО, како што е случајот и со Црна каде што видовме неуспешен обид за преврат. Премиерот Зоран Заев потоа рече дека некако ги ублажи тие работи, дека не Русија или Москва не се радува на нашето приклучување во НАТО, но нема некакви поголеми проблеми. Кога генерален секретар на НАТО ќе ја даде оваа изјава и американскиот министер за одбрана, убедена сум дека нашата служба за контраразузнавање има некакви информации. Значи, ние може да ситуацијата да е безбедна, не велиме дека војна ќе има. Но, има ли руско влијание за попречување на референдумот да успее? Прво започнал со едно преска што ги зајавте дека таа негативна кампања, пропагандна кампања започнува пред неколку месеци. Ја би рекол дека тоа трае со години. Не е тоа пред неколку месеци, некаде до 2008 година Русија немаше ништо против за членувањето на Македонија во НАТО и во Европската унија. После тоа се менуваат ставовите, каде што почнува прво со изјавите на господинот Лавров, каде што се вели дека немаат против за членување во Европската унија, но имаат против за членување во НАТО. Тоа се тие геостратешки интереси за кои што споменав. Дали има или нема влијание? Секако дека има влијание. Колку е тоа организирано, како е тоа организирано, тоа е нашата работа, тоа е актуелна истрага во моментов, нешто што не би сакал во детали да навлегувам, но секако дека можам да дадам една слика. Така. Во модерниот свет, војната не се води со кама и со револвер, па ние не се колнеме на камата и револверот. Во модерниот свет војните се водат со екранот на допир. Тоа е како се добиваат, како се остваруваат интересите на одредени држави, посебно на глобалните сили. Што е тоа што ние го гледаме на теренот во Македонија? Секако дека гледаме организиран настап на социјалните мрежи. Организиран настап кој што оди во правец на намалување на излезноста на референдумот, неуспех на референдумот, нешто што понатаму би повлекло една друга низа на настани. Тоа се пропагандни, ама и лажни вести.
Да, пред се се лажни подразбира. вести или би рекол полувистините. Така. Значи, знаете, и за некој воопшто да биде релевантен, мора некаква вистина да има во таа вест. Што е тоа што јас би сакал да порачам? Е дека ситуацијата во Република Македонија уште од 1993 година е многу јасна. Значи, уште 1993 година Собранието на Република Македонија донесува кои се стратешките цели на државата. Стратешките цели на државата се ЕУ и НАТО интеграција. Во тој период тоа се усвојува со акламација и има еден многу голем процент на поддршка. Така и сите анкети покажуваат Преку такво нешто. 80%. Значи, после 25 години од донесувањето на таа одлука во Собранието на Република Македонија, последните анкети ја покажуваат од прилика истата бројка. Тоа значи дека сега сакам да некако прокоментирам изјавата на Лавров. Ние немаме притисок од европскиве демократи за нашето зачленување. Таа волја за нашето евроатлантско интегрирање беше доминантна сите овие години кај граѓаните. Точно, во Република Македонија граѓаните се со изградена демократска свест. Граѓаните знаат кој е правецот во кој што треба да се движи државата. Тие го одредуваат тој правец преку своето право на гласање на изборите. Сега, значи, имаме од друга страна сили кои што се против таа наша стратешка цел. Дали дел од тие сили имаат право граѓаните и да бидат против интеграцијата? Но, дали дел од некои јавни фаци сепак имаат руска позадина на било кој начин, финансиска или некаква друга? Видите, значи станува збор за софистицирани операции, софистицирани настапи, каде што големите играчи во оваа наша игра не би си дозволиле да бидат така лесно откриени и разоткриени. Значи, поради тоа користат разни проксија, замени, за да ги остварат своите интереси. Тие проксија, затоа и ние заканата во нашите проценки ја делиме на 3 нивоа. Заканата ја делиме на глобална закана, на регионална закана и на локална закана. Секако дека на глобално ниво дека гледаме нечи интерес. Интересот е јавно кажан, и прилозите кои што ги имавте пред нашиот разговор идат во тој правец. Значи ние имаме министар за надворешни работи, имаме Генерален секретар на НАТО. Не, имаме гласноговорник на министар за надворешни работи на Руската Федерација. Да. Имаме задолжен за односи со јавност на Министерството на Руската Федерација кој што истото го повторува. Значи цело време имаме отворено јавно кажување дека Руската Федерација не се согласува со нашето зачленување во НАТО. И тоа е легитимна стратегија на таа држава. Така. Исто како што е легитимна стратегија на нашата држава да ние станеме членка на НАТО и на ЕУ. Така. Вие имате соработка со службите на државите кои се пријатели на Македонија. Да. Со НАТО, Европска унија. Тоа е убавината на асоциацијата. Значи, ние сме мала земја, ние не можеме да тврдиме дека имаме глобален увид. Значи, и нашата дипломатска мрежа, и нашата разузнавачка мрежа, не можеме ние да ги добиеме информациите кои што се релевантни. Так. Затоа нас ни требаат тие поголеми сојузи, затоа нас ни требаат тие сојузници кои што би ни помогнале. Значи, ние во моментов целиме да станеме членка на едно семејство од 29 членови, кое што семејство секако дека тоа што е на софра ќе го сподели и со нас. И тоа само не прави И поред. вие го споделувате. Да, секако. Ке подсетам дека пред некој месец Грција протера руски дипломати. Исто веста беше пласирана дека со помош на пријателските служби на НАТО, државите членки. Значи, и Грција имала помош од овие служби. Имаме и ние. Да. Сега, вие спомнавте дека се води истраги, не можете вие нели да споделувате детали од тоа. Но сега сакам да подсетам, бидејќи премиерот Зоран Заев некаде во јули изјави дека, ќе цитирам, нели проруски бизнисмени се обидуваат да ја спречат Македонија да се приклучи кон НАТО, така што финансираат насилни протести во земјата во пресет на референдумот. Тој спомена и суми кои се даваат за тоа. Потоа излезе министерот Оливер Спасовски и рече дека не мислам да водам истрага преку медиуми. И сега вие велите повторно, има истрага, но не е за да се сподели.
До каде е таа истрага? Може ли се вака ке споредам? Бидејќи и Столтенберг споредува со Црна Гора. Таму, за време на изборниот молк, беше шокантно откриена една акција во која нели се спремало насилно уривање на поредокот кон премиерот, председателот и слично. Значи, тогаш беше изненадување, бидејќи ништо во јавноста претходно немаш. Ние овде неколку месеци слушаме за истрага, за руски влијанија. Може ли иднава недела нешто да не изненади? Нема ништо да не изненади. Некого ќе изненади резултат, ќе изненади излезност, но од овој аспект нема ништо да не изненади. Значи, Така. да, се согласувам дека истрагите не треба да ги водиме преку медиумите, но чисто за вас, за јавноста, сакам да кажам дека тоа се комплексни истраги во кои што правите играчи, тие што ја водат целата игра, тие што стојат позад играта, никогаш нема да се експонираат. Така. Секогаш се користат така наречени прокси. Значи, тоа се тие извршувачи на стратегијата. Значи, тие може да бидат како локални, како што имаме ние случај во Македонија, така може да бидат регионални, истото го имаме како случај во Македонија, но може да бидат и глобални, што имаме случај во Македонија. Во Македонија во моментов е како... Колка е нивната сила, еве? Во Македонија во моментов е, да речеме, како еден полигон каде што се тестира моќта на таа пропагандна војна. Значи, јас Каков сум е резултатот? Како посебно вие како среќен- управа го проценувате Јас сум резултатот посебно од пропагандната војна? среќен што гледам дека нашиот народ е веќе доволно отрпнат на таквите влијанија, спремен е, имун е на тие влијанија, значи ги препознава тие влијанија и дека таа софистицираност која што стоеше позади ваквиот вид на војна, веќе обледнува таа софистицираност. Станува се појасно и појасно што е невистина, што е вистина. Да, но таа војна пропагандна, да речам, со лажни вести, успеа во Америка на председателските избори. Да, и ние научивме од тоа. откривме дека центарот бил тука во Велес, нели? Но вела дека и за референдумот во Британија за Брекзит исто така имало влијание. Значи, колку сега овие искуства ви помогна и вас како служба, а се разбира и службите на пријателските? Многу ни помогна нас како служба, но верувам дека исто така експонирањето на сето тоа во јавноста помогна народот да е свесен што е тоа што се случува и да не верува на се и сешто. Во минатото имавме ситуации каде што на секоја вест се веруваше, без да се провери кредибилноста на изворот, додека сега во Македонија, посебно пред нас ние што сме ние помала држава, каде што многу лесно сите ние знаеме кредибилноста на изворот. Сите ние ги препознаваме интересите кои што стојат позади таа пропаганда. Значи, еден заклучок е дека само искреноста и искрената намера во политиката, искрената намера во било која професија се тие кои што носат резултат. Така. А сите овие игри кои што се случуваат, верувам дека нашиот народ многу добро ги препознава. Ние како служба работиме на тоа и имаме лоцирано веќе неколку центри кои што се бават со тоа, но сепак треба сите ние да разбереме дека законодавството се уште не размислувало во тој правец. Значи, тоа се све нови феномени, како кога се соочивме со феноменот на тероризам, на странски војски, па ни требаше време на сите нас како општество да реагираме, па да го регулираме тоа, па да постигнеме резултати, така и во овој дел сега. Во Но делот на тие веројатно хибридни наоѓате некакви закани. законски рамки без оглед што можеби не е толку конкретно. Да, но и Дали таа тоа ве страна... спречува истрагата да финализира? Па поише би рекол техничките капацитети не спречуваат. Добра, ама имате помош од Ама добро, Европските тие служби. европски служби немаат легитимитет технички да действуваат на нашата територија. Значи, нашата опасност, значи нашата неспремност, да речам, во тој технички дел, се должи на тие изминати години, на тие работи што се случуваа во државата кои што сега се под истрага, така да голем дел од нашите алатки нас не се земени. Значи, вие ќе Сепак- треба да сигнализирате до владата, до собранието, да се прилагодат законските одредби на овие нови појави. Да, секако дека ќе треба одредени да се направат реформи во законодавството, но пред се ќе треба да се направат реформи
и во разузнавачко-безбедносниот систем. Да, ке зборуваме ние подоцна за реформите што престојат во безбедносните служби, но би сакала еве вака, кога лоцирате нели разни центри, локално, глобално и слично. Еве вака, да речеме, вие лоцирате дека некој од странскиве служби, поединци, ровари, работи, како што викаше во изјава на пратенички прашања министерот Спасовски, субверзивни пропагандни активности. А вие за да го прислушувате или да ги прислушувате. Не правиме ништо со прислушување. Не, во ред, но сега идеме по оваа процедура. Треба да се обратите до јавното обвинителство, да ја документирате. Највисоката инстанца на јавното Така, обвинителство. и во ваков случај, кога е безбедноста во прашање, обвинителството до Врховниот суд. Да. Дали ви се случило да, да речеме, барате и да бидете одбиени? Значи, ја би пред се би сакал да појаснам за јавноста, бидејќи постојат одредени недоразбирања околу нашата улога и мандат. Би сакал да го објаснам нашиот мандат и ќе се навратам на ова ваше прашање конкретно. Значи, мандатот на Управата за безбедност и контраразузнавање е регулиран во членот 23 од Законот за внатрешни работи, во кој што е експлицитно кажано во кој домен ние работиме. Ние работиме во доменот на делата против безбедноста на државата. Дела против безбедноста на државата се шпионажата, тероризмот и повисоките форми на корупција. Што значи тоа конкретно за нас во работата? Ние сме контраразузнавачка служба која штити од дејствување на странски разузнавачки служби на територија на Македонија и во овој контекст исто така ја заштитуваме класифицираната информација, што е многу важно, посебно во контекст на НАТО интеграциите, бидејќи посебно треба да биде заштитена таа НАТО класифицирана информација. Значи ги штитиме и носителите на класифицираната информација, односно лицата кои што имаат пристап до класифицирана информација, дозволен пристап до класифицирана. Во делот на тероризмот, тука се бавиме со сите експлицитни облици на тероризмот, се бавиме со екстремизмот, се бавиме со радикализмот. И во делот на високата корупција се бавиме со таа висока корупција и се бавиме со пролиферацијата. Значи тоа се делата за кои што мандат има Управата за безбедност и контраразузнавање. Да. Конкретно за безбедност, бидејќи тоа говориме до поради таа сензитивност на мандатот кој што ние го носиме, заради тоа ние комуницираме со повисоките правосудни инстанци во државата. Значи, кога сакаме да идеме во техничка операција, нашата комуникација оди со највисоките инстанци во јавното обвинителство и со највисоките инстанци во судството, поточно со Врховниот суд. Начинот на кој што оди комуникацијата е ние бараме до обвинителството, обвинителството бара од Врховниот суд, Врховниот суд ја издава таа наредба. Во делот на тероризмот до сега сме немале никаков проблем во таа комуникација. Во делот на контраразузнавачката работа наша сме доаѓале до проблем. Ве одбиле? Па да, имало и такви случаи кога сме биле одбиени. Тоа зависи... Со кои аргументи? Видите, сега тоа зависи, например, до сега, откако сме почнале на тој начин да работиме, до сега се смениле тројца председатели на Врховниот суд, од кои што тројца председатели на Врховниот суд генерално сме немале проблеми. Со некои од нив сме имале недоразбирања околу толкувањата на Виенската конвенција. Нашето разбирање за Виенската конвенција е дека таа важи за дипломат. Дека таа важи за човек кој што е во рамки на својот мандат. Дека секој излегување од тој мандат е казниво. Додека некое пошироко толкување е дека секоја една активност на дипломатот е заштитена со Виенската конвенција. Тука е судот. Така бевте одбиени во времето сега на Јован Вангеловски како председател на Врховен суд. За каков случај? Не би сакал да зборувам, мислам, сепак ви кажувам каде е судирот. Да, добро. Судирот е во толкувањето на Виенската конвенција. Не е дека ние, знаете, корот на нашата работа, основата на нашата работа. Добро, вие имате и други методи на човечките извори. Така. Знаете, мене ми е понекогаш дури задоволство сите тие алатки кои што ги изгубивме, не направија појаки. Така. Не вратија на основите на нашето работење. Значи, безбедносните служби беа одврвен приоритети во извештајот на Прибе. Почнаа некакви реформи, формирање на посебна така наречена ОТА,
во врска со прислушувањето, ама тоа е само еден сегмент, нели, од реформите. Од кога стартува работата на оваа служба, се избра директор и она што за мене е чудо невидено за Македонија, да се согласат СДСМ и ВМРО ДПМН за едно кадровско решение, а тоа е втор случај покрај за изборот на гувернерката на Народна банка. Значи, од кога ќе почне да се прислушува по нови правила на игра? Од 1 ноември. Од 1 ноември законското решение во моментов како стојат работите. Значи, во моментов како стојат работите, законското решение вели дека од 1 ноември почнува да функционира ОТА. Сега Значи, за сега... според кои правила, да објасниме, како ќе одат процедурите за прислушување? Нели треба да има со судски налог? Така, но до така. сега беше управата главен центар за се и се што. Да, тоа беше и главната забелешка на Европската комисија, односно на работна група, на експертската комисија на Европската комисија е монополот кој што го имаше управата за безбедност и контраразузнавање. Сега чисто попластично да објаснам. Да, за да разберат гледачите. Управата за безбедност и контраразузнавање имаше директен линк со провайдерите на услугите. Значи, директен линк во ситуација кога контролните механизми не функционираат или не се разработени, дава можност за злоупотреба. Значи, заради тоа беше побарано таа опрема која што овозможува да комуницираат системот на провайдерите и системот за следење на комуникација, иако ја купуваа провайдерите, беше сместена во управата за безбедност и контраразузнавање и управата за безбедност и контраразузнавање беше таа која што ја раководеше таа. И можеше да се приклучи број. Ќе покаже истрагата. Кој што правда. Добро. Како сега ќе Значи, изгледа од како 1 тоа ноември? изгледа? Како ќе изгледа од 1 ноември? Физичко дислоцирање на таа опрема Каде ќе биде лоцирана? во новата оперативно-техничка агенција. Таа агенција каде ќе биде лоцирана? Се уште идат преговорите околу зградата конкретно каде, мислам дека ја знам, но додека не се Не, завршат во ред, ама тие- нема да биде во рамките на Министерството Не, за не, внатрешни. не. Тоа е еден од условите надвор од Министерството добро. за внатрешни работи. Значи, тие интермедиацијски уреди кои што служат за комуникација ќе бидат лоцирани во новата агенција, оперативно-техничка агенција, и тие се тие без кои што не може да се законски да се следи комуникација. Значи, сега управата за безбедност и контраразузнавање ќе добие улога на корисник како и на сите останати корисници во државата. Значи, кога судот ќе одобри, нели, прислушување, барање, тоа наредбата поминува, до сега одеше таа кај наредба нас, каде оди до сега? сега одеше кај Во нас. агенцијава сега ќе оди. Ама до сега одеше кај нас не само за нас, туку За за се. сите корисници, Аха. а сега оди кај оперативно-техничката агенција, која што овозможува следење на комуникации на корисникот кој што побарал и добил наредба. Значи, таа уклучува, но не може, не ги слуша разговори. Нема увид во содржината. А на вие ќе имате разговорите. увид во содржината, ама не можете да Ама не уклучите. можеме да уклучиме. Значи, тоа е фактичка контрола, практична контрола за која што ние се залагавме, бидејќи предлогот на Европската комисија беше тие свичеви, таа медиацијски уреди да бидат во рамки на провайдерите. Ние веднаш не се согласиме со тоа, бидејќи пред се суверенитетот на државата подразбира и контрола на тој процес. Сега, каква контрола на тој процес кога серверите на тие провайдери повеќето од нив се некаде по странски држави. И заради тоа ние сметавме дека формирањето на оперативно-техничката агенција е вистинското решение. Да, но знаете дека оние кои сакаат да кршат закон постојано смислуваат нови шеми и финти. И предходно управата имаше, јас бев зачудена кога кажа, не знам колку контролни механизми, па ниеден не функционираше. Да, но што е разликата за тоа и ви реков практична контрола на терен. Значи тоа беше све кај нас. И ќе седнеме ние тројца, ќе се договориме кај нас и го правиме тоа. Ама еве, судството и извршната власт се оделно, па може да се уидисаат. Ама ако бараме злоупотреба, секогаш е можна злоупотреба. Секаде кај што има човечки фактори можна злоупотреба. Гледаме ризикот да го минимизираме на најниско ниво да биде ризикот. Значи, сметаме дека овдека е на најниско ниво ризикот. Бидејќи секоја институција, и провайдерите, и оперативно-техничката агенција, и корисниците имаат одреден дел од пристапот, немаат потполн пристап. Вас пред, не знам, неколку месеци, да речам, бевте обвинувани од лица од опозицијската ВМРО ДПМН дека се прислушуват лица од оваа партија. Вие тоа го негиравте на некој начин. Беа најавувани
посети, има две собраниски комисии, едната е за контрола на УБК, нели, а едната е за контрола на овие телекомуникацијскиве за посебните истражни мерки. истражни мерки. Се остварија ли средби? Дојдоа ли членови од парламентот да ви исконтролираат? Значи, ја би сакал да бидам сосема коректен кон членовите од парламентот, како и кон нас и кон нашата улога. Да, и едната и другата комисија беа во посета на Управата за безбедност и контраразузнавање, но потполна контрола не е извршена. Зошто? Значи, дека го кажувам ова транспарентно, поради непостоење на правила. Знаете, значи сите овие години во законските решенија нема процедура како се врши контрола. Па затоа што не се вршила за години. Значи, тоа и го договоривме со народните представниците од парламентот, е дека пред се нивната работа, нивната улога, и они се во процес на реформи, каде што контролниот механизам треба да го зајакнат и да го постават на нозе за да може да функционира, и они работат напорно на тоа, колку што ја ги добивам информациите, и една од првите задачи им е правење на правила за контрола. Ајде да се надеваме и тоа дека ќе биде. Значи, ние бевме при нивната посета максимално транспарентно и све она што е наредба од суд, све она што е евидентна книга, се Дали она што се е... совпаѓа бројот на судски наредби? Да, дефинитивно се совпаѓаат, тука немаме дилема, но да некој од нив имаше можност да на нашата тастатура провери нешто, немаше можност. Бидејќи не постои правило за тоа. А тоа би сметате дека треба да се возложи на пратениците, кои Значи, имаат контролна функција, нели? Значи, јас велам дека тука треба да се имаат во предвид и закон за заштита на лични податоци, тука треба да се имаат во предвид заштита на судските мерки кои што се доказ. Не смееме да ги упропастиме доказите. Значи, тука е една комплексна материја која што треба да бидеме многу внимателни. Така. Многу внимателни, сакајќи да направиме добро, да не истуриме кофата со млекото. Значи, престојат и натаму да се довршуваат реформите во безбедност. да. Вие, колку што знам, имаш информација, се залагате Управата за безбедност и контраразузнавање да излезе од Министерството. Точно? Значи, вака, прво ќе кажам дека тоа ќе биде одлука на политиката. Се разбира дека тие одлучуваат. Секоја политика е со мандат, со легитимитет од народот, добиен на парламентарни избори, да носи одлуки, и затоа на крајот на денот и сме ги избрали. Јас ве Да прашувам носат вас, одлуки. бидејќи вие сте, нели, од почетот во Постојат МВР. неколку модели, постојат и неколку размислувања, но тоа што можам да го кажам, Да, добро. значи јавно, без да ги нарушам интересите на политиката, е дека све што сме добиле како мислење од партнерите со кои што соработуваме, каде што најрелевантен во моментов ни е НАТО. Потоа, значи мислења кои што сме ги добиле од партнерските служби кои што ни се партнери во процесот на реформи. Значи се оди во правец на тоа да се изгради деполитизирана, професионална институција, автономна во своето истражување, со мандат регулиран во своето истражување и без полициски овластувања. Самото тоа без полициски овластувања доволно ви говори кои се нивните препораки. Значи сега, ние во првиот чекор кој што го направивме, во првиот чекор кој што државата го направи, односно формирањето на оперативно-техничката агенција, имаше забелешки, мислам се согласувам, исправни забелешки, дека ние сме го предложиле моделот, ние кога велам Министерството за внатрешни работи, и врз основа на тоа потоа следеле јавната дискусија и следело избирање на моделот. Односно веќе бил избран моделот. Значи ние ги научивме нашите лекции од тој прв чекор и затоа сакаме прво да излеземе со една дискусија која што ќе биде политичка дискусија. Така. Значи внатре во самата влада, внатре во парламентот, која ќе биде јавна дискусија, каде што ќе може јавноста да ги слуша сите опции, бидејќи постојат неколку опции, но и ќе биде и експертската А јавност. европските експерти што сугерираат? Која опција? Ова што ви го реков веќе. Значи сугерираат дека тоа треба да биде автономна институција со регулиран мандат во кој што ќе работи и ќе истражува и без полициски властувања. Контраразузнавањето само. Контраразузнавање, односно класична разузнавачка, внатрешна разузнавачка служба. Чекајте, тоа има во одредени држави каде што и агенцијата за разузнавање и контраразузнавање се под една капа. Е тоа некаква опција? Видете,
Значи постојат многу, затоа велам, дискусијата ќе ги донесе конечните резултати, но ја овдека можам да зборам за опциите. За опциите и за моје лично мислење можам да зборам. Па да, ве прашувам бидејќи Да. сте професионалец. Значи, постојат повеќе опции. Секоја држава треба да види што е тоа што најповеќе ќе одговара. За држава Она што- со 2 милиона сега зборуваме. Она што ние го гледаме како искуство во регионот. Имаме и таков случај, повеќето се споени и функционираат За заедно. помали држави, мислам. За помали држави. Но, тука е друго прашање. Прашање е на демократскиот капацитет на државата и демократскиот капацитет на институциите. Значи, сепак овој модел сега што е, раздвоеното УБК и Агенција за разузнавање, дава некаква демократска контрола. Поготово кога имаме поларизираност во општеството. Значи, дали сме ние зрели? Е прашање. Или не сме зрели? Дали е сега моментот? Или треба да почекаме уште малку за да дојде моментот да созреат ситуацијата? Тоа се тие прашања кои што треба да ги одговори јавната дискусија. И политичката дискусија пред се. Така. Одлуката ќе биде, повторувам, одлуката ќе биде на политиката. Ние како професионалци во оваа работа, секако дека ќе окажеме нашето мислење. Има ли шанси тоа до нова година, да речеме, да знам? Уверувам дека и побрзо ќе биде тоа покренато како процес. Бидејќи сакале ние или не сакале, дали има одредени сили кои што се противат на реформите или не се противат, притисокот од меѓународната заедница е многу голем. Така. Господин Николовски, вие седнавте на фотелјата на која претходно седеше Сашо Мијалков. Сега е обвинет и околу прислушувањето и уште во неколку процеси. Вообичаено е кога доаѓа до промена на одредена позиција, се скенираат наследените состојби. Така. Вие еднаш изјавивте дека се формирани во рамки на Министерството Така. неколку комисии кои Така. треба да ги снимат состојбите. Завршија ли тие со својата работа? Дел од комисиите завршија со својата работа. Тоа се резултатите кои што ги констатиравме. Тоа се пред се што сакам да кажам. Тоа се комисии формирани од министерот за внатрешни работи. Така. Значи јас имам овластување да формирам само внатре во управата имам да формирам Дали таа работни групи да Аха, формирам. добро. Дека комисија се формира на ниво на Министерството за внатрешни работи и тоа е со одлука на министерот за внатрешни работи. Дел од комисиите ја завршија својата работа. Резултатите кои што ги дадоа се во моментов кога што ја знам се предмет на разгледување на одделот за внатрешна контрола, а додека дел од нивната работа е во раците на јавното обвинителство. Значи, има и нешто што се коси со законот. Да. Дефинитивно. Постојат и такви случаеви, кои што во моментов јавното обвинителство ги разгледува и мислам дека наскоро ќе донесе јавно обвинителска одлука. Не откривате детали, Па предпоставувам. не сум ја јавниот обвинител. Сепак вие, како што реков, работевте долго време во управата за безбедност и контраразузнавање. Како се случи толку лица од оваа служба да бидат инволвирани во прислушувањето, па и во крвавиот четврток? Тоа е таа потреба за реформа што зборам, значи цело време. Секој оној политичар, а верувам дека овие политичари се одлучени. Значи секој оној политичар кој што после 73 години користење, некористење, злоупотреба, не злоупотреба на една ваква моćна алатка, ќе влезе во процес на реформа. Тој човек треба да му се признае за херојска одлука. Значи, после 73 години оваа служба не е со регулиран мандат. И да не беше Прибе и Брисел, кој знае дали ќе почневме реформи, а? Па сега добро, сето тоа е хипотетички. Сето тоа е хипотетички, но дефинитивно постои потребата за реформи. Значи, без да постои Прибе, ние внатре во службата 2015 година, уште пред извештајот на Прибе, почнавме со процеси на проценка, евалуација, анализа на состојбата во службата. И што е тоа? Кога почнаа бомбите или пред? Да. Бевте затечени дека се прислушувало толку масовно? Сите ние знаевме дека постои нерегулираност на тој сегмент. Би рекол нерегулираност, бидејќи, знаете, нерегулираноста не се однесува само на злоупотребата. Да, огромен дел е во злоупотребата. Но има и одредени работи кои беа правени во интерес на државата. Значи, имаше одредено следење на комуникација, каде што исто така не беше според закон, но па не беше злоупотреба. Факт е дека имало во поголем дел злоупотреби, го гледаме сега тоа, така да не се правиме сите ние наивни, дека не сме знаеле.
Сите ние сме знаеле Како ви дека... делуваше објаснувањето дека се странски служби, жолто комбе, шеф? Наивно. Наивно. Добро, ама тоа може кај одредени луѓе и да фатило. Па да, луѓе кои што се непознавачи на материјата, веруваат зависно од човекот кој што го кажува тоа. Така. Каков статус имаат во МВР и еве конкретно во управата за безбедност и контраразузнавање лицата за кои се водат судски процеси? Дали од специјалното јавно обвинителство или од обвинителството за организиран криминал за крвавиот четврток? Тие се уште вработени? Не. Значи, различни статуси за различни луѓе се, значи, динамична материја е тоа, бидејќи како што ние имаме право да отпуштиме некого од работа, така па некој има право да се жали на таа наша одлука, па имаме управни инстанции кои што одлучуваат едно, па имаме судски инстанции кои што одлучуваат други, така да не можеме да дадеме една генерална проценка што е со тие луѓе. Значи, дел од нив во моментов се надвор од работа, дел од нив се во една судска постапка, дел од нив се во бегство. Во бегство се, нели, екс-началникот на петата управа Горан Груевски и Бошковски, тие се во Грција официјално, тие добија отказ, суспендирани се или? Мислам дека е замрзна се уште нивниот работен однос, стварно не знам каков е нивниот реален однос, тоа што последно го знаме дека беше замрзнат нивниот работен однос. Како замрзнат кога се надвор од држава? Таква е законската регулатива. Па работник да не дојде 3 дена. Да, ама се постои стварно процедура која што налага тоа да се направи бидејќи поради презумпцијата на невиност. Така. Случајот со диво населје. И вие пред една година изјавувавте, имавте став дека случајот со диво населје, каде што загина полицајци, каде што постоја разни контрадикторни информации како првата група е влезена во диво населје во Куманово, дека е лоша проценка на службата. Се најавува и од политичариве, уште од времето кога СДС беше опозиција, а и потоа кога стана власт, дека е потребна дури и меѓународна истрага. Ние долго време не сме слушнале ништо за тоа. Ја не сум инволвиран во истрагата моментално, бидејќи истрагата ја водат и обвинителство, истрагата ја водат и други инстанции, ја водат надвор од управата за безбедност и контраразузнавање, така да конкретно за диво населје можам да го повторам истото, кое што го кажав и во интервјуто за Фокус пред година дена. Значи, тоа е дека мое мислење на раководството на управата за безбедност и контраразузнавање, дека ние направивме лоша проценка. Но знаете што, едно се кривичните истраги, да земеме нападите во Америка кога беа Конгресот имаше, мислам, дури 2 комисии формирани, чија задача и целе да ги истражат случаите и да речат да видиме каде сгреши службата. Значи не мора да има кривично дело, да учиме на грешките. Еве, нека бида лошата проценка од не знам од кои причини. Ние некако многу работи ни се случуваа да почнам уште атентатот врз претседателот Глигоров. Ние не извлековме поуки која служба каде кикснала. Значи, настрана кривичните. А тоа се тие потреби за реформа. Значи, знаете, прв и основен проблем во нашата држава е координацијата на повеќе нивоа. Така. Координацијата во повеќе институции, не само во разузнавачко-безбедносниот систем. Така. Но сепак треба да имате во предвид интензитетот на настаните што ни се случува во оваа измината година. Треба да имате во предвид капацитетите кои што ги имаме. Сите ние знаеме правецот, сите ние ги знаеме грешките. Сите ние сакаме тоа да се разреши, кој повеќе, кој помалку. Но сепак настаните галопираат. Да, се согласувам со вас дека не може би изгледа дека не сме извлекле поука, но во исто време ви кажувам дека длабоко сме свесни за проблемите. Затоа и ние сме тие кои што инсистираат на реформи. Инсистираат секоја институција да си го знае својот мандат. Секоја институција да действува во рамки на својот мандат. Секоја институција да има автономно поле на работење. Значи, тоа е само излезо за државата. Во еден збор кажано, деполитизација на институциите и професионализација. Дали лично извлековте поука дека службеното возило не може да го дадете да ја однесе вашата кирка некаде на летување или слично?
Се согласувам дека е грешка, ја и со Лазе тоа сме го збореле, сме го елаборирале. А имало ли таква пракса предходно? Не сакам да навлегувам, да. Јас, значи, можам само да ви кажам дека да, се согласувам и за со јавноста, се согласувам дека е грешка, но не е криминал. Но исто така сакам да наметнам и една друга дилема. Сам без да ја ви наметнам заклучици. Јас сум личност која што е под заштита. Јас, лично. Што станува со моето семејство и ако некој сака мене да ми наштети? Нели може да ми наштети преку Дали моето немате семејство? правилници за вакви? Нема. Тоа е проблемот. Значи, кај нас многу работи не се регулирани. Тоа е проблемот. Се надевам ке иницирате да некои работи, како што реков, и законски или со правилници, со подзаконски Ја акти можам да иницирам, но сепак тоа се правилници, упатства, затоа и инсистирам на тој мандат на секоја институција. Значи, јас не сум институцијата која што треба да го донесе тој правилник. Добро, можете да бидете иницијатор. Да. Сепак позицијата Да. директор Да. на УБК Да. не е за занемарување и Така подценување. е. Последните 5-6 минути сакам повторно за референдумот да прозбориме, кој треба на 30 нели да се одржи. Дали вие лично ќе излезете да гласате? Добро, прво сакам да кажам дека овдека го исклучуваме Горан Николовски директорот. Така. Овдека го вклучуваме Горан Николовски граѓанинот на Република Македонија. Бидејќи не сакам да биде сватено дека ја злоупотребувам позицијата директор на управата за безбедност и контраразузнавање и наметнувам ставот. Ќе ја злоупотребувате ако вршите притисок врз вработените. Значи, јас овдека зборам како Горан Николовски, граѓанинот на Република Македонија и одговорно ви тврдам дека ќе излезам на референдумот, дека ќе гласам за референдумот и дека сметам дека ова е едно време, една шанса која што не смееме да испуштиме, дека оваа генерација има голема одговорност. Јас сум човек кој што е прозападно ориентиран, човек кој што иднината на мојата земја ја гледам во западните демократии и на крај сакам да кажам како припадник на ова општество дека јас верувам во нашиот народ. Нашиот народ е демократски ориентиран, нашиот народ е свесен за својата иднина и судбина и дека ќе донесе правилна одлука. Што кажуваат проценките? Како служба мора да имате некакви проценти. Значи, сега се враќам на Се враќаме на директорската директорот улога. на УБК. Прашање за директорот. Значи, ние не правиме проценки во однос на излезност. Ние правиме не реков проценки во однос на безбедноста на одвивањето на процесот. Така. Нашите проценки ги кажав на почетокот на емисијата, на гостувањето, Така. на интервјуто, и е дека ситуацијата во Република Македонија во однос на класичните закани е дека неаме закана, но дека имаме хибридни напори за неуспех на референдумот и пропаѓање на референдумот. Вака сега ова за И крај. пропаѓање на аспирациите Баш на за ова, држава. мислам, би сакала за крај. Пред малку нели со колегата Андоновиќ разговарав на таа тема. Постои таа опција која некако срамежливо се тркала размена на територии Србија и Косово. Многумина и наши коментатори велат дека тоа ќе има реперкусии врз Македонија, особено доколку пропадне референдумот и нашето интегрирање во НАТО. Ние сме обкружени со земји членки на НАТО. Ја имаме состојбата во Босна и Херцеговина. Дали ќе се согласите дека споменав и Еди Рама, значи се тркала промена на граници во регионот. Дали во тој контекст успешниот референдум ќе значи посигурна безбедност за Македонија во рамки на регионалните и големите игри? Да, значи членството во НАТО е гаранција за територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Господине Николовски, јас ви благодарам што бевте гостин во Ви благодарам јас на поканата. отвореното студио. Задоволство ми е со вас да поразговарам секогаш. Благодарам. Почитувани, тука некаде ја привршувам мојата улога на домаќин во оваа програма. Со вас ќе се видиме следниот петок, а веќе во понеделник ќе ве води низ отвореното студио и програмата 1 ТВ колегата Саша Ордановски. Останете и натаму на фреквенциите на 1 ТВ. Од мене пријатно.